Со стари и нови проблеми денеска започна новата учебна година. Во штипските детски градинки, освен досегашните, за прв пат се појавија и новозапишаните дечиња со родителите. Тековно во сите наши 5 објекти се згрижени сите дечиња. Протекува џагорна игра и насмеа, додека има релативно дечиња кои што прв пат ја посетуваат нашата градинка и тука веќе има солзи. Се надеваме дека нивниот престој и адаптација ќе биде што пократок и тие солзи ќе се претворат во срекни солзи радосници и ќе бидат исполнети буквално со игра. Во 5 основни училишта во Штип денеска се појавија 5647 ученици, а импресиите од првиот учебен ден се следниве. Добро. За тебе што значи првиот училиште? Добро. Ги имаш ли сите тетрадки, учебници? Да. Да. Не се ни ги даделе вај првиот ден. Не ни ги даделе првиот ден. Добро, и како помина првиот час? Убаво. Првиот учебен ден е добар момент и за искусните наставници. Првиот училишен ден започна одлично. Учениците со радост и задоволство повторно се вратија во училишните клупи. Најпрвен ги споделија нивните искуства поминати за време на летниот распуст, значи со задоволство раскажуваа за спомените впечатоците, потоа накратко ги запознавме што е она што ги очекува во новата учебна година и што е тоа што повторно треба да го прават во училишните клупи. Средните штипски училишта, вкупно 4, имаат 1895 ученици, а директорите велат дека се е подготвено за добар почеток. Во СОУ Коленик Тенен Штип, денеска првата смена ја започна новата учебна година со првиот наставен час. Се е во ред, учениците одморени, срекни пристигнаа во нашето училиште и сметаме дека еве од утре ќе имаме една конструктивна учебна година во која што ќе имаме задоволни мотивирани ученици. И покрај доброто расположение, ученички и педагошки ентузијазам, оваа учебна година започнува со стари и нови проблеми. Оваа година се соочуваме со проблемот на недостаток на персонал. Сите деца не можат да бидат опфатени поради самата таа ситуација. Нашите градинки во дел од објектите останаа и со празни занимални, поради тоа што нема кој да ги згрижи самите деца. Значи самите услови налагаат недостатокот на персоналот да си го направи своето. Главните причини својствено се заминување на пензија на дел од колешките и тоа што не ги добиваме согласностите за вработување. Основците, оние од 6 оделение, се уште ги немаат учебниците. За 6 оделение ќе ни дават повеќе. Добро. Но сега не ни дадоа првиот ден. Овие проблеми се однесуваат на 401 шестооделенци и родители за кои решението е неизвестно. Покрај овие проблеми има и еден многу добар позитивен момент, а тоа е профункционирањето на градскиот јавен превоз. Учениците ќе можат бесплатно да го користат.